Во Романија се избира нов председател. Кои се новите случувања во светот? Зборуваме во следните неколку минути. Посакувам добро утро. Добро утро. Па во Романија беше вчера првиот круг од председателските избори, инаку ќе потсетам дека имат и парламентарни избори на 1 декември, а вториот круг е на 8 декември. Председателски, парламентарните се на 1 декември. Изненадувачки ултрадесничарскиот малку познат кандидат, независен, али ултрадесничар, Кален Георгиевску води на овие избори. Тој има 27%, а актуелниот председател, социјалдемократот Марсел Чолаку, човекот кој е проевропски, про-НАТО и сето тоа, заостанува за него 3%. Инаку Кален Георгиевску е изненадување, особено што е и опасно што води, бидејќи е антинато ориентиран, антиевропски ориентиран. Не успеам да видам во извештаите дали е близок до Москва, нели по политиката, но во секој случај го плукаше НАТО и беше против НАТО изминатите години. Се што е интересно, Молдавија, Романија, па Молдавија е тука, нели тоа се тие избори, па Грузија малце подалеку, сето тоа е околу Украина, сето тоа е една политичка, би рекол, борба меѓу истокот и западот, бидејќи во сите овие држави ни се провлекува она проевропски и про-НАТО кандидат наспроти ултрадесничари или кандидат близок до Москва. Во Грузија тоа беше грузискиот сон кој победи на тие избори и ја утврди на некој начин влијанието на Русија врз Грузија, која е многу важна за Русија. Во Молдавија е поделено. И еве сега и во Романија се случува сличното. Романија како земе членка на НАТО и Европска унија има подобра позиција од овие претходниве две, бидејќи ваму се борат кој ќе победи. Во Романија таа е членка на НАТО и Европска унија, но ако победи оваков председател, може да има проблеми, особено што Романија е и стратешка НАТО држава, да подсетам, во Костанца на Црното море, во близината на Костанца, пристанишниот град, се прави најголемата НАТО база поморска во Европа и ќе биде интересно доколку ултрадесничар седне во председателската фотелја во Букуреш, но ајде сега да не шпекулираме и калкулираме. Сето ова е покрај она нагласено војна во Украина, жртви, нуклеарна војна, ракети, проектили, дронови, сето тоа, имаме и една политичка борба помеѓу истокот и западот, односно ние што сме постари, тоа го имаме гледано во минатото и во нашето детство, кога имаше блоковска поделеност, кога Источна Европа беше под тогашната ниот Советски сојуз, а Западната Европа беше под НАТО, па имаше некакви тензии. Сега, пошто нема таква поделеност официјална, уште се поголеми тензиите и веројатно кога секој ќе си утврди зона на влијание од двата блока, тогаш веројатно ќе дојде повторно железна завеса и повторно ќе има мирно, но напнато. Што е она што се случува ново и последно помеѓу Романија и Украина? Пардон, Русија и Украина. И Русија и Романија. Па ништо, таму продолжува војната, продолжува руското напредување на одредени фронтови, продолжува стравувањето и анализите на онаа хиперсонична балистичка ракета Орешек што ја лансираа русите и со која Путин сакаше да демонстрира сила и да му покаже на НАТО дека со што све располага Русија и колку е таа за која нема, како што велат, одбрана доколку тој одлучи да стрела врз некои цели, која може да носи нуклеарна боева глава, што е опасно. Особено вчера почна во јавноста да излегуваат одредени размислувања зошто Путин тоа го направи, зошто лансираше баш таа ракета. Една од причините која малкумина се зборува во јавноста, барем кај нас, е дека овие Storm Shadow со кои стрела украинците врз руски цели, практично го инволвира НАТО не со давањето на дозвола на тие Storm Shadow, туку како што самиот Путин рече, за да ги управувате и употребувате овие британски проектили, тоа не може да го прават украинците. За тие проектили мора да има логистика
први на сателитска, второ наведувана и практично Путин го обвинува Западот, особено британците, дека тие истрелале ракетата, бидејќи украинците не може да ја истрелаат без логистика на земјата произведувач. Значи во случајот Storm Shadow е британска, па и француска. Од друга страна, значи тоа е едно обвинувањето и затоа Путин рече во својот говор дека сега и НАТО директно вмешан во конфликтот во Русија, сакајќи да каже дека британците практично во име на Украина стрелале врз руските цели. Вчера исто така излезе, барем Daily Mail излезе со таква информација. Јас ке се оградам бидејќи не можеме да знаеме дали е вистина или не, дека со тие Storm Shadow во четвртокот кога минатата недела практично, вторникот кога ја го истрелале тој проектил, наводно загинал еден руски генерал, 18 високи офицери и над 500 севернокорејски војници. Оние војници кои дојдоа да се борат во Курската област, во запотребите на Русија и наводно дека бидејќи беше стрелано командно место во Русија, тоа од маздата на Путин затоа ја истрелал таа интерконтинентална балистичка ракета, бидејќи ако е вистина дека загинал руски генерал, 18 офицери и 500 севернокорејски војници, тоа е вистински шамар за големата руска воена моќ. Можда во луѓе тоа не е многу, но сепак 500 севернокорејци кои се уште не влегле во војна, веќе имаат проблем. Сега има надолго, може би е тоа и западна пропаганда, ја тука ќе се оградам, се разбира, бидејќи не знам, но дека логично е дека кога сте подолго време во војна имате проблем со човечки ресурси, но еве за Русија се вели дека има проблеми со бројот на војниците ангажирани на фронтот, исто имаат и украинците, се осеќа еден замор, бидејќи не се спроведени целосни регрутации и мобилизации, а луѓето се трошат на теренот. Сега за Украина знаеме дека има проблем со мобилизацијата, дека над 10 милиони луѓе веќе ја напуштиле Украина, бидејќи бегаат од војната, бегаат од насилни мобилизации и сето тоа. Идентично имаат и русите. Според последното пишување на Financial Times, сега освен оние војници кои се под договор од далечните азиски, би рекол, делови на Русија, нели имаме 12.000 севернокорејски војници кои се подготвуваат да влезат у битка, ако не се веќе и влезани. И сега Financial Times пише од утринава дека Русија ангажирала и одреден број на јеменски борци од Јемен, што само укажува дека станува интернационална оваа војна, бидејќи иако Западот не пишува, ние добро знаеме дека од страната на украинците има многу платеници кои се французи, холандјани, сега да не ги набројувам, кои исто така се борат од страната на Украина, а многу од медиумите тврдат дека и многу полски војници кои се регуларна војска на Полска се во украински униформи облечени, а истото се мисли, се пишува подолго време дека и легијата на странците француска во украински униформи се бори од страната на Украина. Значи, дали е тоа вистина или не знам, но и да е, не би ме чудило. Сега со Русија, кога зборуваме за нејзината војска, веќе барем можеби и западна пропаганда, повторно ќе кажам, наводно севернокорејците, бидејќи не го знаат добро јазикот, тактиките, начинот на војување на руската армија, сето тоа, наводно голем број од руските команданти имаат проблем со нивното управување на борбеното поле, но велам тоа го пишуваат западните медиуми, јас не би можел да коментирам, па ни да анализирам, не би ме чудило да е така, но на крајот на краиштата тие сите луѓе таму се у војна, а кога е војна, знаеш, сите правила нема правила, сите опции се во игра. Што се однесе до ова? Друго што го кажав јеменците, ќе видиме дали ќе биде потврдена таа информација. Кога беше за севернокорејските војници се појавија и слики. Да. За јеменците се уште нема слики, а и не знам како би можеле ги препознаеме и дали се јеменци или се некои од далечните руски азиски региони. За самиот крај, за кратко, утринава простори информација од дел од медиумите дека прекинот на огнот помеѓу Хезболах и Израел се гледа веќе. Тука имаме шпекулација или вистина? Па, вака, тоа се исто така различни информации. Зошто? Се вели дека Хезболах се согласил на прекин на огнот со Израел
А од друга страна, ние вчера имаме најголем број на испалени ракети од Хезболах од почетокот на конфликтот, над 180 ракети. Тоа е прво. Второ, Хезболах сака да преговара, но проблемот со Израел е следен. Преговорите како што се предвидени е да Израел и Хезболах се договорат за прекин на огнот, но Израел да има право, кога тој ќе процени дека треба, да интервенира со војска и да влезе во Либан и во деловите каде што Хезболах има своји позиции и упоришта. Нешто што ми се чини дека за Хезболах не е прифатливо. Така да тие информации, повторно ќе кажем, се медиумски. Имаме различни изјави. Имаме земено изјави што рекла израелската страна, што рекал Хезболах. Имаме наслови бомбастични Израел и Хезболах на чекор кон подпишување на мирот, а после имаме рекорден број на испукани ракети од Хезболах, од Јужен Либан врз Северен Израел. Така да, многу е тешко, нека не ми замерат гледачите, многу е тешко да излечеш овака кога ги пренесуваш информациите, да излечеш точна информација, а уште потешко е кога ја немаш информацијата дали е точна или грешна, да направиш и анализа. Ризикуваш да направиш погрешна анализа, да дезинформираш и да направиш нешто што не е. Затоа јас се трудам да се оградам и да пренесам што пишуваат медиумите, што пишуваат западните медиуми, а што пишуваат оние други медиуми кои не се западни. Благодарам, Андоновиќ. Задоволство беше и денеска што беше заедно со нас. Почитувани, она што следува веднаш по меѓународната анализа е рубриката Каде во слободно време, да дознаеме дали овој понеделник имаме што да правиме во нашето слободно време. Ја пречекуваме Ана во студиото која што ќе не извести за сите културни и забавни настани.